студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. 12 години затвор доби Стојанчо Јовановски за тепањето на неговата сопруга за грозување на нејзината сигурност и наведување на самоубиство. Судијата Ивица Стефановски му пресуди максимални казни за сите три кривични дела, иако тие изнесуваат 13 години, според законските регулативи збирот на сите казни мора да е помало од поединечната казна, па затоа му беа пресудени максимални 12 години затвор. Обвинителството е задоволно од пресудата. За кривичното дело телесна повреда од член 130 став 2 ВВ со став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. За кривичното дело загрозување на сигурноста од член 144 став 3 ВВ став 2 ВВ став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 3 години и за кривичното дело наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. Сите три кривични дела утврдена максимална казна. Па со примена на правилата за одмерување на казната за дела сторени во стек содржани во член 44 од кривичниот законник го осудува на единствена казна затвор во трајање од 12 години. Казнената политика може би не е во корелација и не соодветствува на толку тешката последица што ја имаме кај вакви случаи, посебно што прв пат имаме случај на проширено самоубиство, не само самоубиство, и сметам дека тоа би требало да биде предмет на една поширока анализа од страна на правните експерти, изготвувачи на закон во насока на построга казнена политика. Ова е голем чекор кој што во иднина треба да се следи, заради тоа што во случај на самоубиство понатаму државните институции треба да истражуваат дали било поради долготрајно семено насилство како што беше во овој случај. Инфлацијата од 5,7% во април измери државната статистика. Скок на цените има кај сите производи, а најголем од 8% кај храната и над 10% кај пијалоците и тутунот. На месечно ниво пак од март до април инфлацијата е зголемена за 1,3% поени. Ако растот продолжи, ќе се намалува ДДВ-то кај храната. Пораст на цените на храната, енергенсите и металите очекува и Народната банка. Во најновите прогнози зголемени се проекциите за инфлација годинава, за која предвидуваат да достигне 4%. Во моментот опцијата да основните прехранбени производи ДДВ кој што е 5% биде намалено се уште е на маса, но повторно ви велам околу 0,7% мислам или 0,8% е месечната промена на цените на основните прехранбени производи на сметка на транспортните услуги. Тоа е отприлика она кое што е предмет на нашата анализа. Го чекаат оној момент да видиме дали овие секундарни ефекти, преносот на првичниот удар на увозните цени ќе се прелее на цените на другите производи и на очекувањата. И тука е она одлучноста и на Народна банка на Република Македонија, како што е навестено, се разбира, ние имаме еден друг момент, имаме фиксен девизен курс, кој што се разбира основно монетарно сидро на монетарната политика. Доколку проложат или трансферот на овие негативни ефекти проложи понатаму и има некои неполни движења на девизниот пазар, кој што сега од аспект на девизните резерви нели нивото е солидно, ние ќе реагираме со зголемување на каматните стапки. Регулаторната комисија за енергетика ќе прави анализа за блоковите по кои електричната енергија се продава по различни цени на домаќинствата. Првиот човек на регулаторна вели овој модел е неправичен. Иако во производството на електрична енергија се уште доминира јагленот, првиот човек на комисијата очекува ова да се промени до крајот на годината, кога според Ристов производството од обновливи извори на енергија ќе го надмине производството на од јаглен и од газ. Правичност е што иста енергија се плаќа по различна цена. Енергијата е роба, цена. Значи и овој кој произведува, тој ја произведува и ја продава по иста цена. Значи се другото е социјална категорија која што треба исто да се согласува со државата. Инаку не може да постои 5 цени за исти производ.
Значи може да укинување. Не рекол дека е можно укинување, ќе се разгледат искуствата од примената на овој систем, па ќе видиме, ќе направиме анализа. Електроцентралите кои користат обновливи извори на енергија имаат доминантно учество веќе во 25-та година со 58,2% од инсталираната моќност. Дополнително прв пат во 2025 година се почна со инсталација и на батериски системи, односно така наречено инсталирана моќност од 7,1 мегават во делот на акумулација на електрична енергија и зачувување. Жешка политичка пролет не очекува на внатрешно-политички план со внатрешни реформи во владеачката партија, официјално формирање на партијата вреди и реконструкција на владиниот кабинет. Какви се очекувањата на политичарите и на аналитичарите? Во живо ја прашувам Катерина Нешкова. Така е, Тино, се очекуваат промени, веќе ги најавија политичарите ваквите промени, веројатно тие ги прават и пресметките. Премиерот Мицкоски веќе планира кого да реконструира во оние промени кои што се најавуваат некаде кон крајот на мај, почетокот на јуни. Известно е дека дел од кадровските ресурси со кои што располагаше вреди, особено министерот за социјала Лимани и оној за добро владење Фетај веќе нема да бидат дел од владиниот кабинет, имајќи ги предвид внатрешните релации на овие двајца политичари во партиите кои што се сочинуваат и кои што ќе формираат вреди во сабота, додека пак опозицијата е она која што се уште мери како би поминале на избори и којот што се плаши. Аналитичарите имаат малку поинакви ставови, велат дека реконструкцијата е очекувана, таа треба да биде еден вид на ребрендирање на владата, додека пак опозицијата е таа која што ќе мора да воведе подолгорочна политика доколку сака да не ги изгуби наредните избори. Во продолжение целосната анализа. Ребрендирање е тоа што го очекуваат политичките аналитичари од предстојната реконструкција на владиниот кабинет на Мицкоски. Промените во владата на половина мандат се очекувани со цел да се амортизира незадоволството што вообичаено се појавува кај гласачите, вели аналитичарот Арсовски. Затоа тој очекува Мицкоски прво да направи темелни партиски промени и тоа на најниско ниво, во општинските комитети, а потоа да се занимава и со ресорите на знами вреди, кои поминуваат низ внатрешни трансформации што може да им донесат и помалку пратеници. Бидејќи целта е да се покаже еден мини ребрендинг, подобро е да биде робусна реконструкцијата на владата и голема. А дали тоа така ќе биде, зависи не само од жалбата на премиерот, туку што ќе се случува со другите коалициски партнери. Мислам дека не би бил многу изненадан ако таму има промена. Некои сектори да земе ВМРО-ДПМН, некои други сектори да земат коалициските партнери, се разбира ослабувањето на позицијата на коалициските партнери и во спојувањето на Влен, и во парламентарната група на Знам, ќе се одрази на нивната позиција во новите преговори за реконструкција на влада. И мислам дека тоа ќе биде најголемиот предизвик во реконструкцијата. Се разбира, секој од коалициските партнери ќе смета дека треба во новата реконструкција да добие повеќе, а главниот коалициски партнер ќе смета дека тие поради нивните внатрешни политички проблеми можеби треба да бидат задоволни со помалку. Според најавите, реконструкцијата треба да се очекува кон крајот на овој почетокот на наредниот месец. Јасно е веќе дека министерот за социјала Лимани и министерот за добро владење Фетај нема да бидат дел од владата. Првиот ги расипа односите со Касами и Беса, а вториот ја изгуби битката со Азир Алиу во Алијанса за албанците. По губењето на еден пратеник, нова распределба на ресори може да очекуваат и во Знам. Мицкоски не исклучува дури влез на нова опозицијска партија во владата. Ние како коалиција предводена од ВМРО-ДПМН на тие преговори ќе излеземе со наш став и тој став пред се должи на нашите анализи. Би сакале да ги слушнеме и ставовите на останатите коалициони партнери и се надевам дека како стратешка коалиција и понатаму ќе продолжиме успешно да ја водиме македонската вода. Откако премиерот вчера се да објасни дека предвремени избори не се негов прв избор и дека доколку ги има, тие би биле најрано на пролет 2027, од СДСМ денеска велат дека власта била во паника. Паника во криминалната организација ВМРО. Загубија над 150.000 гласови поради неисполнети предизборни ветувања и неспособноста да ја водат државата, криминалот, корупцијата и економскиот распад.
Мицкоски и неговата криминална организација знаат дека времето им стекува. Но аналитичарот Арсовски вели дека предвремените избори се всушност проблем за СДСМ, која не води долгорочна, туку дневна политика. Мислам дека на СДСМ во моментот не му е неопходно да ја забрзува потребата или контекстот за предвремени парламентарни избори, освен ако не очекуваат дека во април рейтингот ќе им биде полош од што сега, што не е невозможно сценарио исто така. Мислам дека партиите не прават некакви долгорочни планови. Особено овие во опозицијата, мислам дека ден за ден се тие стратегии, затоа не треба да бидеме изненадени ако во оваа фаза на нивното политичко действување добиеме некакви контрадикторни изјави ден за ден, затоа што се работи за една дневна динамика. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Уставни измени нема да има, ниту македонската влада е подготвена за менување на уставот за да се метнат бугарите, деците на шефот на дипломатијата Муцунски. По доделувањето на мандатот на Радев за формирање влада и пораките дека Софија нема да ги менува позициите во надворешната политика, Муцунски порача дека Македонија е подготвена за разговори, но потребна е волја за диалог и во Бугарија. Иако најавува цврсти позиции кон Македонија, Бугарија ќе биде соочена со имплементација на пресудите од Судот за човекови права за македонското малцинство, вели генералниот секретар на Советот на Европа. Во овој контекст, нашата држава не е подготвена за уставни измени. Има недостаток на доверба и недостаток на кредибилитет по однос на испораката спрема нас како држава. Така да, во овој момент услови за уставни измени нема и владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Ние секогаш сме биле подготвени за диалог и сега сме подготвени за диалог. Недостатокот за волја за таков диалог имаше од страна на соседна Бугарија при постоење на една претходна политичка влада. Работиме на тоа и имаме веќе добар напредок во последните 12 месеци. Сега е подобро од претходно. И што значи спроведување? Комитетот на министри значи дека семејството на земјите членки одлучило дали нешто ќе се спроведува или не. Но според мене може да ви кажам дека тоа може да биде конкретно и практично спроведување. Не сме да биде само символично. Сепак сме земја членка на Советот на Европа. И ние нашите перспективи по однос на тоа прашање ги даваме во рамките на Комитетот на министри како земја членка на Советот на Европа и очекуваме дека сите земји членки ќе си ги превземат своите обврски во согласно со конвенцијата. Со 64 гласови за и 15 против, собранието го донесе Законот за Советот на јавни обвинители, дел од реформската агенда. Се регулира една транспарентна постапка за избор на членовите на Советот на јавните обвинители. Дополнително се уредува дисциплинската постапка, постапката за избор на јавните обвинители, се зголемува јавноста и транспарентноста во работата на Советот на јавните обвинители. Сите овие одлуки мора да содржат конкретно образложение, се уредува постапката по жалба и тужба при постоење на управен спор. Нагласувам дека овој закон е реформски закон. Два наши клучни амандмана кои се однесуваат и на две клучни забелешки на Венецијанска комисија не се прифатени. Тоа значи уште една потврда дека нема разговор, она што сте решиле дека треба да го направите така и ќе оди. Овој закон исто така не е реформски, овој закон не дава одговор на нашата задача која имаме од страна на Европската Унија. Не може да има реформи ако вие не сте на власт. Тоа не може да биде така. Вие не се борите за реформи. Вие ги кочите реформите. Врска немате со европски пат. Нема врска ова вашево со реформи. Вие само наоѓате излез и само наоѓате ситуација како да ги кочите реформските процеси. И да, слободно напуштете ги сите комисии каде што има европски закони. Ова држава во нападот кон